Кога концентрацијата на PM10 частичките во воздухот е над 100 микрограми на метар кубен во 2 последователни дена, треба да се ограничи движењето и активностите на отворен простор, особено на децата, хронично болните, на пациентите со кардиоваскуларни заболувања, дијабетес, на тие кои преживеале мозочен удар и сите кои професионалниот ангажман го извршуваат на отворен простор. Граѓаните треба да јадат храна која содржи антиоксиданси, зеленчук и овошје, а хронично болните редовно треба да ја земаат препишаната терапија. Ова се некои мерки и препораки во врска со аерозагадувањето на кој денеска на пресконференција укажа министерот за здравство Венко Филипче, кој истакна дека борбата против аерозагадувањето е еден од приоритетите на владата и на Министерството за здравство. Тој потсети на мерките кои беа препорака од Министерството за животна средина и просторно планирање, во врска со тоа да се користи јавниот превоз, возилата да не се користат без поголема потреба, повеќе лица да се возат во едно возило, да не се користи прегорено отпадно масло за затоплување простории, лакирани или обоени отпадоци од дрво, метал, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума или друг синтетички материјал и правилно да се користат печките. Доколку концентрацијата на PM10 частичките во воздухот надмине 200 микрограми на метар кубен, ќе излеземе со дополнителни мерки, а во смисла на ослободување од работните обврски на бремените жени, лица постари од 60 години, лица со хронични болести, пред се белодробни заболувања, астма, лицата со преживеан миокарден инфаркт или мозочен удар и без оглед на возраста ќе дојде во предвид и реорганизирање на работното време, рече Филипче. Потенцира дека ќе се набават 50.000 маски кои ќе бидат поделени на хронично болните и на други групи граѓани. Портпаролот на владата Миле Бошњаковски посочи дека во координација со сите општини во Скопје на дневна основа се преземаат конкретни мерки за да се намали аерозагадувањето. Во овој момент тоа се краткорочни интервентни мерки. Државниот инспекторат и градскиот инспекторат се на терен. Индустриските комплекси во Скопје се мониторираат постојано. Тие работат со филтри, рече Бошњаковски.